Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Утре нашата света православна црква ја прославува и ја почитува Светата Петка Римска или пак Света Петка Летна. Света Петка, драги браќи и сестри, родена во Рим во времето на владењето на императорот Адријан, од христијански родители татко Агатон и мајка Политеја. Незините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Незиното име произлегува тоа што Света Петка е родена во петок. Бидејќи по потекло била од грчко христијанско семејство, таа го добила името Параскева, односно петок на грчки, што е вообичаено женско име. Од тука Света Петка е позната и под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Бидејќи таа е родена во петок, денот кога верниците се подготвувале за празнување на саботата Пасха, името Параскева значи и подготовка. Родителите на Света Параскева биле во добра материјална состојба, што овозможило тоа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била незиното омилено четиво. Исто така, како задолжителен дел од образованието на децата од добростоечките семејства во тоа време, таа ја изучувала темелно и филозофијата. Привлечени од незината изворедна убави и интелигенција, многу синови на угледни семејства и нуделе брак, но таа ги одбила сите. Родителите на Светата Параскева починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеали и христијански дух и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, заработените пари им ги поделила меѓу сиромасите и се замонашила, проповедајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времиња, кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубени во Римското царство. Параскева остатокот на својот живот го поминала подучувајќи ги луѓето на христијанска вера и успеала да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради својата елоквентност, моќ на убедување и убавина, таа привлекла многу внимание, во неколку наврати била изнесена на суди пред властите, а еднаш наклеветена од некои евреи, таа била изведена пред тогашниот император Антони Пи. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол да им пренесе жртва на боговите за да добие бројни дарови и богатства, а ако не прифати ќе биде подложена на мачење. Но Светата Параскева му одговорила на царот: ја никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Господ. Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да става жештен желен шлем, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Параскева во казанот. И покрај тоа, таа стоела пред казанот неповредена, среде казанот неповредена. Зачуден од гледката на царот и рекол: Параскево, попрскај ме со маслото и смолата, за да видам дали навистина жежат.
Параскева зела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепил. Тогаш тој започнал гласно да ја моли да бара помош на зборовите: "Смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, па и јас ќе поверувам во Господ кого ти го проповедаш." Параскева му се обратила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот и неговите луѓе поверувале во Христос и се обратиле во христијани. Светата Петка, драги браќи и сестри, го напуштила Рим и на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови. Во време кога суверениот народ и тогаш таков народ бил суеверен и ги обвинувал христијаните за разноразни несреќи, вклучувајќи и народни непогоди, Света Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедајќи го христијанството, таа стигнала во еден град управуван од кнезот Асклипи, пред кој изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, императорот ја испратил во една пештера надвор од градот во која живеела некоја страшна змија. Но од присуството на Параскева змијата се распукала на 2 дела и умрела. Така кнезот и неговите придружници се преобратиле во христијани. Подоцна Света Петка пристигнала во друг град во кој владеел страшниот кнез Тараси, преку кого исто така изјавил дека Христос е вистинскиот Бог. Поради тоа кнезот ја фрлил во котел полн со врело масло, смола и олово, но Господ испратил ангел од небото кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена, а Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала во верата во Христос, така да на Параскева и била отсечена главата со меч околу 140 година. По смртта незината душа како гулавица одлетела на небото. По незината смрт, драги браќи и сестри, забележани се бројни чуда кои се случувале како резултат на незината интервенција и православните верници продолжуваат да сведочат за незините чуда до ден денес. За незините свети мошти сведочил аџијат Антони, кој ги видел и им се поклонил во 1200 година во Цариград, каде што и ден денес постои црква посветена на неа. Светицата е особено важна насекаде и на секое место, во кој што во едно име во некое предградие на градот Солун, исто така и во градот Солун се наоѓа црква со света изворска вода посветена на Света Петка. Исто така незиното име се слави во останатите земји на Балканот, особено во нашата Македонија. Исто така, токму во нашата земја, Македонија, честички од моштите на Света Петка се изложени во манастирот Свети Јован Бигорски кај Дебар. Празникот на Света Петка се празнува секоја година на 8 август. Драги браќи и сестри, честит нека ни е празникот, сите што го носат ова име на Света Петка, нека им е честит именденот, сите што го имаат слава, нека им е честита славата, а исто така на славениците од селото Туденце им ја честитаме селската слава Света Петка, нели, кој што исто така и годинава, токму денеска ќе ја прослават во нашиот Македонски културен центар. И на славениците од селото Брајчино, Преспа, нека им е честит овој празник и Бог на сите нека ни дарува и телесно здраве и духовно спасение, сега, секогаш и во сите векови. Амин. Нека е за многу години и повелете утре на Света Божествена литургија сите заедно да ја оддадеме чест и слава на оваа голема светителка која што навистина одиграла многу за нас и за тоа што денеска ја имаме светата православна вера. Бог по молитвите нејзини да не помилува и да не спаси сега, секогаш и во сите векови. Амин.
Ženje misla mnoge te sona mome Marije. Tvoj te dumi slatki dunji melem na srce. Što da napravam da ti pokažam, deka jedan den bez tebe mare ne možda. Što da napravam da ti pokažam, deka jedan den bez tebe mare ne možda. Za Marija srce gori preda godina, silno gori kemen izgori, aman mare nešto prozbori. Da li slušaš, ej, lična Marije? Za srce gori treta godina, ta znaje ko da ne znaje, mene srce ke mi prestane. Da li slušaš, ej, lična Marije? Tažni pesni za tebe pejam, mome Marije. Bare med naš glas vrti i pogledni me, pa da zapejam pesna radosna. Sal za tebe moja mare, pesna ljubovna. Zapejam pesna radosna, sal za tebe moja mare, pesna ljubovna. Za Marija srce gori treta godina, silno gori kemen izgori, aman mare nešto
веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Една песна јас да запеа. Тешко ми е да заборавам. Дајте чаша рујно вино, свири тивко виолино. Една песна јас да запеа. Dajte čaša, rujno vino, sviri tiko, violino, jedna pesna, jaz da zapeja. Ej, mila vrati se, ej, kada otide, samo tebe ja se ljubam, mladost moja si. Seke skoram da te vradam, samo prosti mi. Samo tebe ja se ljubam, mladost moja si. Seke skoram da te vradam, samo prosti mi. Една песна јас да запеа. Душа боли, многу тагувам. Ех да можам да те видам, да те љубам, да те имам. Една песна јас ќе запеа. Ех да можам да те видам, да те љубам, да те имам. Една песна јас ќе запеа. Ей, мила vrati se, ej,
straha, samo prosti mi. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Девојче бело црвено, девојче бело црвено, не оди рано на вода, бунарот ти е далеку, не оди рано на вода, бунарот ти е далеку. Бунарот ти е далеку, бунарот ти е далеку, папчето ти е камено, ќе паднеш, ќе се удавиш, ќе паднеш, ќе се удавиш, нема кој да те извади. Јас имам ли бебе, ќарче, јас имам ли бебе, ќарче, ќе дојде, ќе ме извади и дома ќе ме однесе, ќе дојде, ќе ме извади и дома ќе ме однесе. Семејствата
Семејствата на Боџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните 2 локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Со тебе сонував љубов до века, твојата љубов ми остана, моја изгубена желба. Сонував живот со тебе, сонував љубов до века, твојата љубов ми остана, моја изгубена желба. Спомени стари, спомени тажни, ти ми остави. Беше еднаш љубов верна, љубов неверна. Спомени стари, спомени тажни, ти ми остави. Беше еднаш љубов верна, љубов неверна. Да санувам, како на тебе да не мислам. Срце што љуби искрено, љубовта цела ја дарува. Каде ли ноква да санувам, како на тебе да не мислам. Срце што љуби искрено, љубовта цела ја дарува. Спомени стари, спомени тажни, ти ми остави. Беше еднаш љубов верна, љубов неверна. Спомени стари, спомени тажни, ти ми остави. Беше еднаш љубов верна, љубов неверна.
stari spomeni traži, ti mi ostavi. Beše jednaš ljubov vredna, ljubov nedelna. Spomeni stari, spomeni traži, ti mi ostavi. Beše jednaš ljubov vredna, ljubov nedelna. Ljubov nedelna. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Slušna muzika, mana imam golema, pejam, pijam, lumpuvam, trošim
trošam para posledna, štonke slušna muzika, mana imam golema, pijam, lumpuvam, trošam para posledna. Nemoj da me prašuvaš, krade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, krade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Ušte pijan oca bajle, žena mi si ima gajle, po džepović šepka bara, da si najde nešto para. Ušte pijan oca bajle, žena mi si ima gajle, po džepović šepka bara, da si najde nešto para. Nemoj da me prašuvaš, krade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, krade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, krade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Nemoj da me prašuvaš, krade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj gi sviračite. Jedna stara violina noć vativko sviri, a ovo srce vonka mlika, kako da se smiri. A ovo srce vonka mlika, kako da se smiri. Zapri, zapri violino, ne sviri za mene. Moj to srce violino zaneja će ovene. Zapri, zapri violino, ne sviri za mene. Moj to srce violino zaneja će ovene. Jedna stara violina noć vativko sviri, a ovo srce volka blika, kako da se smiri. A ovo srce volka blika, kako da se smiri. Zapri, zapri ne sviri za mene.
srce violino zanea che ovene. Zapri, zapri violino, ne sviri za mene. Moje srce violino zanea che ovene. Žeško vreme, leto je baš za mene, nosi me ti na